Дојран, малото магично езеро на границата по Македонија и Грција. Тука се спојуваат вековните убавини и традицијата. Луѓето од езерото живеат претежно туризмот. Дојран е моментално како небрусен дијамант. Тоа нема некоја вредност. Кога ќе се избруси дијамантот, имаме вредност. Значи, ни фали малце да го избрусиме Дојран, а тоа е обалата на Дојран, за да живееме поубаво, поекономично и да имаме повеќе гости. Тоа брусење на Дојран се однесува на крајбрежјето на Дојран, ради тоа што езерото како една екосредина, он сето тоа што не му одговара го исфрлува на обала. Кога би се очистило тоа, ќе биде брусен дијамант Дојран и ќе имаме посетители. Ние презедовме на граѓанска иницијатива со председателите на општинските организации. Седнавме, договоривме да ги собереме граѓаните кои што го сакаат Дојран, граѓаните кои што имаат викендици, апартмани и кои што еднодневно го посетуваат Дојран, на некој начин на спонзорирање да земеме механички да се очисти цела обала, да се донесе песок и да се плаќат луѓе од граѓанска иницијатива за одржавање на истото. Ако не се одржава, значи сето тоа пропаѓа. Во секоја една работа, кога нема одржавање, значи работата пропаѓа и нема ефект. Кога би го сториле тоа и рачунаме некаде од пролета да преземеме активности, сега сме во фаза за комплетирање на барање до Советот на општина Дојран, да ни овозможи да ни даде согласност на активностите кои сакаме да ги преземеме за да го избрусиме дијамантот, а тоа е обалата. Езерото како една биосредина внатре има растителен животински свет кој на некој начин за време на периодот он изумира. Тој период кога има ветрови, сето тоа се исфрла на обала. Кога би исфрлила на обала, доаѓа до фаза на гниење и таа е таа миризба што меѓународот вика езерото мириса. Не е мириса езерото, мириса тоа што езерото го исфрла. Кога би се очистило тоа, кога би го немало тој мирис, ние би имале златна средина. И да прошеташ покрај езеро. Тоа е планот да се очисти, да се стави песок, пошто сега е ставен во функција хидросистемот за одржавање и дополнување на езерото. Министерството животна средина презема активност, така да кога би доаѓала водата, би доаѓала на чисто, али во моментот мора одржавање од граѓанска иницијатива да се платат одржување. Значи да се платат еден, двајца луѓе, тројца за тоа да им биде секојдневна работа. Ние сме мала општина со мал капацитет и ако не помогнат граѓаните, значи ќе се остане како што е. А вака со иницијатива, фактички нашиот двор ние да си го средиме. Нема да дојде никој од страна да не го среди дворот ако ние не се ангажираме. Тоа е идејата.